Докторке, причина за днешната посета е актуелниот коронавирус. Делчево како погранично место се разбира дека не е имуно на ова заболување кое се шири со брзина на светлината, би рекле. Најчесто од Делчево луѓето се во подрачјата во Италија и се очекува тие денови да се вратат. Конкретно еве за вас како здравствен дом, што е најважно, што во моментот се превзема, дали имаме некои напаствија од Министерството за здравство во таа насока? Па конкретно напаствија, конкретно здравниот дом посебни нема, очекуваме да имаме некои напаствија, меѓутоа ние веќе си презимаме тоа што е во наша надлежност. Меѓутоа, тоа не значи дека на ниво на општина нема напаствија од Министерството за здравство и воопшто после состанок од владата што го одржа, веќе има напаствија за однесувањето во центрите за јавно здравје во однос на здравството, па пограничната полиција и другите институции во општината. Ние нормално сме 10 километри погранично место до Република Бугарија и промет на патници има нон-стоп. Заради тоа веќе сме си преземале некои мерки, а денеска ќе држиме и стручен колегиум, уште повеќе ќе ги заостриме мерките во однос на тоа што е во наша надлежност. Значи, ние во здравствениот дом мора да правиме посебни вонредни мерки на дезинфекција, особено на WC-ата кои што најповеќе се користат. Знаете, ударно WC кој што се користи во здравствен дом е пред лабораторијата, кој што, верувате, постојано се чисти, меѓутоа тоа е најпрометно WC, тука се дава мочка за анализа, па и од другите одели сите како познато WC, и затоа и до сега на 1 саат постојано се чистише. Сега имаме наредба на хигиеничарите, постојано го чистат, киселина ставаат. Меѓутоа, јас би апелирала и до нашите пациенти и до граѓаните, ако веќе имаат потреба да носат за анализа урина, да го направат тоа од дома. Не мора да се користи постојано јавното WC, заради тоа што има луѓе кои што мораат доаѓаат од селата и така да го искористат, или изненада докторот ги праќа за анализи. Колку може помалку да се користи WC-то и да си носат со себе марамчиња, за да можат после рацете да си ги избришат добро, затоа што фаќаат по кваки, по врати. Ние постојано тоа го дезинфицираме, чистиме. Меѓутоа, во лабораторијата некогаш имаме над 150 пациенти кои што доаѓаат, прават анализи, анализа на крв и знаете, тука секогаш инфекциите, подложност на инфекцијата е најголема. Што се однесува до брзата помош, каде што исто така тоа е наша обврска и најголем промет на пациенти имаме, ние, барем јас откако што сум раководител на здравствениот дом, возилата никогаш веќе не ги носиме на перење во перална јавна, туку нашите возачи ги темелно ги чистат, од надвор, од натре, постојано ги дезинфицираме, носилките, столовите, се што се наоѓа во возилото е постојано дезинфицирано. Исто така и покрај тоа што имаме опрема медицинска, во возилата секогаш имаме чисти чаршафи, благодарение и на неколку фирми кои што постојано ни донираат чаршафи. Можам и да спомнам некој од нив, Мекрам, Нефи, од време на време, од остаток на тоа што шијат ни донесува, така да имаме доволно чаршафи, кебиња, секога чисти една употреба и се фрлаат, за да не се користат за двајца пациенти, така да тука пациентите можат да бидат мирни кога се транспортираат, секогаш после тоа комбето се дезинфицира и понатаму и дури и ќе ги заостриме тие мерки. Токму таа дезинфекција е важна, бидејќи еве граѓаните само што слушаат и читаат на портали, да објасниме малку како се пренесува тој вирус. Значи, тоа е еден тип на тежок грип кој што се пренесува, капкаста инфекција, се пренесува преку воздух со капки. Кога се искија пациентот, кога се искашла, може директно во директен близок контакт, значи треба да се избегнува близок контакт со пациентот и исто така може на површините каде што ќе се искашла, да капките кај што ќе капнат, вирусот останува. Ако се фати со рака и потоа се фати за очи, за уста, веднаш се пренесува. Заради тоа тие површини треба да бидат чисти, односно рацете секогаш треба да се мијат добро со сапун, со топла вода, така да тоа е основна заштита која што треба пациентите, народот, граѓаните да ја користат.
Се создава тука паника, бидејќи еве има и обичен грип, па како да се разликува, како тука граѓаните... Па симптомите се слични за грип, меѓутоа при сомнение докторите си ја знаат својата работа, при сомнение за потешка форма на грип се прават посебни анализи за присуство на коронавирусот. Гледате и сами дека дури има и коронавирусот не е, тоа е тешка форма, смртоносен, меѓутоа и обичниот грип може да биде смртоносен, особено за хронични болни. Заради тоа ние, знаете, правиме кампања секогаш и за вакцинации на обичниот грип, така да тоа се докажува во посебни лаборатории. Може пациентот и да има во себе коронавирус, а да нема воопшто симптоми, ако организмот има добар имунитет и така. Се очекува граѓани веќе да си пристигнат од Италија овде, вирусот може да се појави поточно, симптомите и подоцна, додека се тука, еве, што најпрво треба да направат? Па, значи, во однос на патниците, знаете, веќе објавија владата од Италија пациентите каде можат да влезат и си центрите за јавно здравје имат строги напатствија, кои што треба да ги почитуват за сите патници кои доаѓаат од Италија. Веќе пограничната полиција, јас остварив контакт со пограничната полиција, иако ние не сме надлежни, меѓутоа секогаш, бидејќи од подрачната единица имаме само еден доктор и еден лаборант, сме спремни да им помогнеме во кадар, во возило, секогаш кој има потреба, било каква, ние сме тука за нив. Имаат посебни напатствија, како да ги прегледат, им даваат напатствија на пациентите. Нормално дека гледате дека и нема ни да ги пуштат да излезат од Италија ако се сомнителни, и таму се цели градови во карантин, така да баш и не се очекува многу наплив за великденските празници на патници. Не верувам дека и ќе дозволи самата Италија, а и ние имаме посебни мерки и они веќе ќе си знаат и тие што им е дозволено со посебни дозволи да патуваат, како и да се однесуваат. Така, ако има нешто што не ви прашавме во врска со оваа проблематика, ако не ви благодарам. За сега немаме ништо посебно, не очекуваме да имаме таков проблем со коронавирус, дај Боже да немаме. Ако нешто се случи во иднина, стоиме на располагање и за разговор и за помош, како што реков, во секое време и дење и ноќе, и со Центарот за јавно здравје, и со граничната полиција, и со другите институции во нашата општина, бидејќи ние сме сепак многу блиску до граница, гранично градче, тука поминуваат секакви луѓе без симптоми, може да нема симптоми, а да го има во себе коронавирусот, да направи инфекција, така да ќе се справуваме со тоа и понатаму. Веројатно ќе добиеме и некои инструкции, ако не дај Боже се случи во нашата држава да имаме коронавирус и уште по строго да се однесуваме, ќе видиме како ќе тече сето тоа. Благодарам. Благодарам и на вас.